Нова француска инвестиција во земјава. Во најсовремен и модерен културен објект ќе функционира нова библиотека, театар и нов културен дом во општина Газибаба. Градоначалникот на општината и француската компанија потпишаа договор за изградба на културен центар, но и музичко студио за продукција на филмска музика. Овој објект, освен што ќе ја краси самата општина, ќе биде и од особено функционално значење за културните потреби на жителите на Газибаба, затоа што ќе добијат нов, најсовремен, модерен, културен објект во кој ќе функционира новата библиотека, театар и новиот културен дом на општината. Покрај ваквите придобивки, овој проект предвидува изградба на најсовремено музичко студио на француската компанија FAMES, компанија со голем бекграунд во незината дејност, која е всушност главниот инвеститор во овој проект. Инвестицијата се проценува на околу 1,5 милион евра, со кој ќе се изгради современо студио за снимање на филмска музика, како што ретко се наоѓа во овој регион на Балканот. Според премиерот, соработката дополнително ќе се продлабочи, ќе се интензивира и ќе овозможи подолгорочен ангажман на повеќе од 100 македонски уметници. Проектот воедно е во целосна корелација со напорите на владата за развој на филмската дејност во Македонија и интензивирање на филмските проекти од секаков аспект. Би сакал да истакнам дека неколку години наназад компанијата FAMES е присутна и активна во Македонија и функционира во склоп на македонското радио телевизија и при тоа соработува со македонски музичари кои учествуваат во снимањето на музиката. Поради зголемениот обем на работа и потребата за самостојно функционирање на компанијата, се наметна потреба за реализација на нов Гринфилд проект кој предвидува изградба на нов објект со современо и високо квалитетно опремено студио за снимање. Менаџментот во изминатиот период разгледуваше неколку можни локации во други земји во регионот, но како резултат на одличната соработка со институциите и поддршката од мојот кабинет, на крај донесе одлука проектот да се реализира во Македонија. Реализацијата на овој проект представува доказ дека потенцијалот на Македонија за привлекување странски инвестиции се не доаѓа само од поволниот даночен систем и конкурентните цени на пазарот на трудот, туку и од човечкиот потенцијал кој е клучен за реализација нова инвестиција. Во оркестарот FAMES на Macedonian Music Entertainment членуваат истакнати уметници од наши оркестри, Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, кои досега снимија над 800 интернационални проекти, филмови во кои главните улоги ги толкуваат големите холивудски звезди, македонски филмови, музика за телевизиски серии и документарни филмови. Представници на FAMES посочија дека пред 8 години го започнале создавањето на симфонискиот оркестар во Македонија, кој е наменет за создавање на музички проекти во Скопје. Представува културен, но исто така и економски проект кој што вклучува стотина музичари во рамките на овој оркестар. Ние имавме привилегија да работиме на повеќе од 800 музички проекти наменети за филмската музика, за телевизијата, за видеоигри, класична музика и така натаму. Значи, имавме многу престижни предпријатија за продукција со кои што соработувавме, значи Universal Music, Disney, Lionsgate, Sony и така натаму, кој што го призна нашиот квалитет. Градоначалникот на општина Газибаба изјави дека со изградбата на културниот дом ќе се добие простор каде ќе се одржуваат разни манифестации, театарски представи, изложби, поетски читања и слично. Додаде дека со изградбата ќе се мотивираат жителите на општината повеќе да творат во областа на културата. Француската амбасадорка во земјава истакна дека оваа инвестиција е во сектор кој е сектор на иднината, што ќе го носи далеку гласот за Македонија. Тоа во исто време, смета таа, е можности за македонските музичари кои се исклучително квалитетни да работат на големи музички остварувања.